Тони Апостоловски, градска патрола на град Битола. Не е она што очекувавте дека ќе видите, тоа беше жито Битола. Имаме нешто поспецифично пред 7-8 метра од мене. Одиме со слика. И повторно, ова е градот за Европа што води. И, ајде, мора да се вратам, нашиот градски молер, задолжен за фарбање на коловозните ленти, човекот е заљубен во 3 коловози и готово. Или жена, не знам која е се. Нема врска, главно ваков идиотизам и понатаму немам видено. Широка овде, доста е широка улицата, меѓутоа имате само 3 коловозни ленти. До тука. Натаму се 4 коловозни ленти. Едноставно штедат на боја, не знам што штедат. Меѓутоа нити патот што води во Европска Унија, што води во најширокиот мост кој води кон Европска Унија, не е тема на денешниот пост. Тема е следно. Значи, разговараме за пат по кој што се движат сите оние кои што одат во Европска Унија, односно во нашата Беломорска Македонија. Се наоѓаме, ова е жито Битола, нашето жито Битола, меѓутоа за него ќе разговараме друг пат. Ова е фонтана Бени кај Кубуро. Ова некогаш беше кафеана и тоа. Денес да видиме што е. Добар ден. Денес е... Не знам што е, ајде кажете вие, јас ќе кјутам. Тука беа вецејата, тука беше главната влезна врата, ene уште едни вецеја натаму. И гледаме дека, чекај да видиме дека некоја остава, предпоставам, некоја штала изгледа. Има уште руини? Има, зошто да не? Еве ги. Еве, шталичето. Че да видиме на таму што има. Прекрасно, прекрасно, мислам, останав без зборови. Овде кај веќе Народна жито Битола, меѓутоа дека ќе сватиме. И овој објект е на видлива локација, не е негде во некоја шума запикан. Од тука србите кои ќе доаѓаат за Грција, кои ќе одат, а ние македонците то кажаме дека не бива едноставно за народ. Меѓутоа, тие кои ќе дојдат, кои ќе видат, ќе речат шо е ова чудо, бре, луѓе. Прашање до градоначалникот, председателката на Советот на општина Битола и до советниците. Планирате ли нешто да превземите во врска со овој руиниран објект? Катанец. Добро е. За оние кои што не знаат, Кубуро, така се викаше, уште е жив, беше најдобриот угостител во целата Битолска општина. Меѓутоа, не знам зашто дека едноставно стана си замина, го остави објектот. На кој е објектот? Зошто служи објектот? И до кога вака ќе седи објектот во ваква состојба? Питај Бога. Главно, например, еве ова компево, што помина, или било кој во улица, го гледаат објектот и се чудат, се прашуваат што е ова, бе? Да не продолжваме натаму. Не ме мразете, бре, политичари, бе. Зошто? Не ви сум јас крив. Земете, направите нешто. Ова е улицата што води во Европа. Саки видите натаму све рушевина, бе. Се наоѓам во град Битола. Не сум нити во Бејрут, нити во Дамаск, во Сирија. Ова е Битолска општина, која што никогаш во последниве, ајде, ќе лупниме во 80 години, не војувала, а имаме рушевини, како за
3 Hirošimi i Nagasaki. To ne sum jaz kriv. Вие градски татковци сте криви. Хајде, видете го и овај објект. И тој е издрушен со штици, пенџерите затворени, не ќе да влегвам натре. Главно, седам некои си 3 знамиња од Вербина, од знамето на Кутлеш и така натаму и така натаму. Ке се подвижам уште малце, затоа што има уште да не ги снимам, да не се враќам повторно. Гледајте бре, еј, ало! Гледајте на шо личи овај објект. Или турнете го, направите си згради овде и така ги имате парите во вашите джепови. Турнете све ова. Направите ваше. Еј, овој не знам шо објект е овој. Може би е во склоп на некогашното жито Битола. Ајде ќе се доближиме и до него. Не ве лажам бре луѓе, ајде гледајте. Толку бе битолчани, немате очи за гледање, ум за мислење, уши за слушање. Видете шо е ова, шо објект ова е овдека. Оставен на забор на времето. Видете од другата страна. Ништо ова е све испустено, не ни знам ова ни шо беше на времето. Ајде. Сега натаму ќе почни паркот, урбанизираниот дел од паркот. Ајде уште едно-две објекти не има, да и кажам. И повторно ќе прашам. Господа советници, господјо, председателке на Советот на општина Битола, господине Коњановски, ќе почнете ли некогаш конечно да работите за интересите на битолскиот граѓанин? Хаос. Хаос бре, хаос луѓе. Не знам ова. Вистина бре. Колку се повеќе, јас не мислев дека во ваква толку очајна состојба градот Битола. И тука мопнале катанец. Не ви е срам? Мајта по насрана, не ви е срам? Кој, ако не ние? Кога, ако не сега? Добре, луѓе, да се организираме, дајте да почнеме да си ги бараме, да си ги заштитиме нашите основни граѓански права. Ова повеќе вистина, мислам, не влегов во онај објект од таа страна. Морам да преминам улицата. Хајде да не ви досадувам повеќе со овој пост, ќе најдам други локации. Меѓутоа за денес мислам дека е доволно. Имајте убав ден. Се гледаме од друга рушевина. Ги има многу. Секој е добро.